na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkáža od drevo od smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synom svoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj. Tatko môj, zboru i dneska niz mene, neka tvoja ta ljubov preplavi sekoj zbor da bude živo slovo, dvo star meč koji će gi dopre site srca, koji će gi se otvorati, ke povikat kon tebe. Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce. Dojdi vo moje to srce i pomogni mi da se promenam, da se rodam odnovo, da se ostavam stariot, da umre stariot čovek, da primam sila Isusova, sila od ozgora, da stanam sin Božji. Parabola na careviот sin. Ние зборуваме за единство, духовно соединување. Соединување во дух и вистина со Таткото Небесен и Неговиот син Исус Христос, кој го даде за да ни го покаже патот на љубовта. Парабола за свадбата на царевиот син. И одговарајќи Исус пак им говореше во параболи и рече: Царството небесно прилега на еден цар. Ете, Царство небесно. И тој го вели тоа: барајте го најнапред. Царството Божјо. И се ова и тоа горе ќе ви се придаде. Ние зборуваме како да го бараш Царството Божјо. И сега тој им објаснува како на детенце кој ќе тргне во школа, нели, со слики и со приказки. Царството небесно прилега на еден цар кој направи свадба за својот син и ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба. Значи, ние сме поканети на свадба, свадба се слуша. Свадба е голема. Свадбата е Исус Христос ке ја зема невестата. А невестата сме сите ние. Неговата црква, нашите души се невестата. Царството небесно прилега на еден цар кој направи свадба за својот син. Значи, да ни покаже кога се љубите двајца млади, на почетокот постои една страст која е на телесно ниво. Сега тоа треба на духовно да порасне и да ги испрати своите слуги, да ги повикаат поканетите на свадба. И ние сме сите поканети, мнозина се поканети на свадба, но малкумина се избрани, мнозина се повикани, понатамо ќе дојдеме. И ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба. И пазете, а тие не сакаат да дојдат. И ние го имаме тој момент. Ти го носиш до некаде, се молиме, се оправа малку, има отчитување на духот, неговата телесна душевна состојба се поправа. И му покажуваш: не тука, ете го Исус. Ете го Исус, ако ти рече некој овде. Му викаш: не го Исус како треба. И тој стои и не се помрднува. Значи не сакаа да дојдат на свадбата. Не сака да дојде, сака да си остане во старото, во своето. Повторно испрати други слуги. Имаме израелците се во пустината, излегоа од робство, од Египет. И сега сакаме назад во Египет. Човекот не ќе да се менува. Повторно испрати други слуги. Потребно е да примиш сила од Исус, да го примиш Исус вистински во срцето, за да можеш да се промениш. Кажете им на поканетите, значи не сакаат да дојдат на свадбата, тоа е суштината, не сакаш да дојдеш кај Исус. Кажете им на поканетите: приготвив јадење, јунците мои и се што е угоено се заклани. Овде сум на Македонскиот полуостров, кој до 903-27 март се именувал така.
И денес имаме постмакедонски идентитети. Видете како действува сатаната, раздели па владај. Кога едно царство ќе се подели на 4-5 дела, на повеќе делови, тоа ќе се изјаде самото себе си, пишано е. Грци кои велат дека нема македонци, бугари кои велат ние сме македонци и овие викат ние сме, албанци кои мислат дека се македонци и срби кои се тие се друга приказна, но сепак со нив некако бидејќи живеевме, не велат нема македонци, можеби мал број. И сега овде пишува дека има македонци, ти викаш нема. Нема македонци. Ама има овде, нема македонци. Како мало дете. Повторно испрати, приготвив јадење, значи подели и наместо да живееме во мир, во Исусовата љубов, поголем дел од нив се христијани, освен албанците, еден дел кои се муслимани, значи, а сепак нема љубов. Каде е Исус тука? Повторно испрати други слуги, им рече, приготвив јунци, се угоени, се заклани, дојдете на свадбата, луѓе, дојдете при мене сите изморени, обременети и јас ќе ве успокојам. Но тие го пренебрегнаа тоа и си отидоа. Едни се на нива, други се на трговија, трети имаат работа, четврти чуваат деца, пети не знам што мајка му не го пушта, шести пицата му се изглади, седми те сакам Господи Исусе Христе. Зошто не можеш на полнок да се молиш да ја малтретираш групата? Сатаната ќе ви се внуши мислане кој ќе ве труе. Значи, едните не сакаат, другите немаат време, останатите пак ги фатија неговите слуги, уште полоши сатански луѓе, ги смеја и ги убија. Велни синот на семокинот Бог Исус е распнат и тие го избраа Бараба. Израелскиот народ покажува на кое ниво се тие. На кое ниво, иако ги читаат 14 по 3 генерации писмата. А замислете, има тука луѓе прават идолопоклонство кон израелците. Тој е само еден обичен вавилонски народ, како и сите ние што сме и македонците, и грците, и бугарите, со измешани јазици. А останатите пак ги фатија неговите слуги, ги убија, ги исмеја, штом чу за тоа царот се налути, нормално. Испрати своја војска и ги погуби убијците и им го запали нивниот град. Ти си градот, во тебе ќе поминеш низ огнено езеро. Значи, без Исус суштината е око за око, зап за зап. Око за око, зап за зап. И ти ќе треба четворно да отплатиш. И потоа ќе видиш како е тоа. Тогаш им рече да слугите своји, свадбата е готова, царот, слугите своји сме сите ние што работиме за Исус, но поканетите не беа достојни. Значи Исус живее во вас, освен ако сте недостојни. Недостоен не можеш да достоиш во Исус. Првата прилика, првата состојба кога те вознемири, бегаш, трчаш кај луѓе, помош, помош. Петар гази во водата и вели помош, помош. Исус му вели маловернику, зошто се посомнева? Тоа е секој оној христијанин кој ќе се посомнева. Не си достоен, не достојуваш, не обстојуваш во Исус. Зато одете по крстопатите и колкумина ќе најдете, поканете ги на свадба. И тоа се тоа. Не дојдов да ги повикам праведните, фарисеите, туку грешните на покаяние. И излегоа слугите по патиштата, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши и добри, житото и каколот. И се наполни свадбениот дом со гости. Значи, еден сеја, друг жнее, сатаната сее какол во житото, но чекаш да дојде жетвата, за да не го ожнееш и житото. Кога влезе царот, ги виде гостите, забележа еден необлечен во свадбена облека. И ние овој стих сме го дискутирале повеќе пати. Тој вели, облечете се во љубов, облечете се во Исус. Тоа значи да го соблечеш стариот човек, да се крстиш со крстенијето, со крвта Исусова, да умреш стариот. И тој процес луѓето не го поминува. Тоа е болен процес кога ќе разбереш дека ти си ништо. Ти си кал земна, недостоен, паднат на земјата, непокорен и треба да го воспоставиш повторно. Загубениот однос на татко и дете, зборува низ мене татко мој, он да зборува низ тебе, не ти што сакаш. Нека биде твојата волја, вели Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Па му рече, пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена облека? Не можеш таму со врски, а тој молчеше.
Тогаш царот им рече на слугите: врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајна темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Понатаму во еден стих вели: се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе, те сакаме, Исусе. Се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Зашто ви велам, нема да ме видите од сега додека не кажете благословен е оној, пуст се остава вашиот дом. Плач и крцкање со заби. Видете, тоа се слики за да можете да разберете што се случува кога немаш љубов, кога немаш сила. И ти остануваш на пониско телесно ниво. Телесниот човек не се разликува од животните, пишано е, зашто мнозина се повикани, а малкумина се избраните. Молам Господи Исусе Христе да ми дадеш сила да останам во тие избрани. Тогаш фарисеите отидоа прашање за данокот и се советуваа како да го фатат во некој збор. И тој им вели: ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Тие мислат дека се праведни. Тие го проучуваат Словото, но не доаѓаат кај Исус. И ги испраќаа кај него своите ученици, заедно со некои иродовци кои му говореа: Учителе, знаеме дека си вистинит. Пазете. Знаеме дека си вистинит. И на вистина ги учиш луѓето на патот Божји. А сепак не го прифаќаат. И не се плашиш од никого. Христов слуга. Зашто не гледаш кој е кој. Како правеше Исус, правиш и ти. Не гледаш кој е кој. Затоа кажи ни што мислиш. Па Исус не зборуваше од себе, туку од Духот зборуваше на Отецот низ него. Тоа треба и ние да го научиме. Дали некој ве учи како Духот да зборува низ тебе, а не ти што сакаш? Тие зборуваат христијани тоа што тој сака и мисли дека Духот е во него и дека никој не го контролира Духот, нема власт над Духот. И ти мислиш дека ти што мислиш тоа е Духот. Затоа кажи ни што мислиш, треба ли да се дава данок на царот или не? И се тоа го покажува односот кон светот. Како треба ние да се однесуваме во светот? Па треба да бидеме еве како. Еве како. Но Исус го прозре лукавството нивно и рече: што ме искушувате, лицемери? Покажете ми ја даночната пара. Тие му донесоа еден денари и им рече: чиј е овој лик и надпис? Нели знаете, дури Александар Македонски си го печаше својот лик на парите. Тие одговорија на царот. Тогаш им рече: подајте го царевото на царот, Божјото на Бога. Че ние треба да се однесуваме достојно на овој свет, како Христов слуга, да не лажеме, да не крадеме. Потоа ќе речат: гледајте го, овој зборува за Христос како се однесува. Кога ќе ме натераат некогаш да лажам заради одредени односи со институции земни, мачно ми станува. Не се чувствувам добро, не сакам да лажам. Но тие едноставно те тераат или едноставно треба да ги прекинеш сите контакти со нив. Исусе, дај ми сила, те сакам. Мнозина се повикани, а малкумина се избрани. Тогаш подајте го царевото на царот, Божјото на Бога. Предај се ти во рацете на Исус и тогаш тој ќе те води. Тој ќе те учи. Духот на нашиот Отец ќе зборува низ тебе, ќе бидеш накалемена прачка на лозата и ќе даваш многу плод и род да принесете. И штом го чуја тоа, тие се восхитија откако го оставија си отидоа. Прашање за воскресението. Парабола. Во истиот ден пристапија кон него садукеите. Значи тој е во храмот и тие го искушуваат. Писмознанци, во наводници. И кои велат дека нема воскресение, садукеите. И го прашаа говорејќи: учителе, Мојсей рече: ако умре некој без деца, се однесува и телесно и на црква. Тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека му подигне потомство на својот брат. Ние тоа го имаме денеска и кај муслиманите. Пазете, старозаветно. Кај нас имаше 7 браќа. Првиот се ожени и умре. Па бидејќи немаше
пород, ја остави жената своја на брата си. Исто така направи и вториот и третиот, се до седмиот, сите ја имаа таа жена и по сите нив умре и жената. А ние зборуваме за заедница црква која еден, друг, трет. Сега гледаме татковци и синови прифаќаат да водат заедници, мали заедници финансирани од странство, една голема заедница која има многу идолопоклонство и веројатно некои обредни дејанија кои навлегуваат во предхристијанскиот период и може слободно да се нарече македонска народна религија од неолитот, античка Македонија до денеска внесена во православието, а потоа во католицизмот. По сите нив умре и жената, па ќе умре црквата и жената сигурно, и душата, ако нема Исус. Телото без дух е мртво. Па тогаш јас ве прашувам, дали сме ние телесни или сме духови? Ако духот е животот, односно Бог е самиот живот кој ти вдахна дух, при воскресението на кого од седумината ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела? Ајде сега. Исус им одговори и рече, и кога ќе добиам некое прашање, чекам водство, не одговарам, молчам. Научи да молчиш во присуство на семокниот Бог. Исус им одговори и рече, се лажете, бидејќи не ги познавате писмата. На садукеите им зборува, се однесува на фарисеите и писмозданците и првосвештениците. Ниту силата Божја. Писмата и силата. Значи, не дојде да го проповедам Евангелието во убави зборови, туку во сила, во духот. Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Зашто при воскресението луѓето ниту се женат, ниту се мажат, туку се како ангели. Ангели на небесата. Ете ја човечката природа. Сатаната и неговите демони се паднати, фрлени на земјата по поразот од Архангел Михаил, заедно со Исусовата сила. Значи, луѓето се како ангели на небесата, кога ќе воскреснат, кога ќе созреат, нема да се мажат, ниту ќе се женат. А за воскресението на мртвите, не сте ли читале што ви рекол Бог велејки? Пазете го сега терминот. Јас сум Бог Аврамов, направи обрезание, со Аврам му поверува на Бога, му го даде синот Исак, го однесе Исак да го жртвува. Поверува, стана пријател Божји. Бог Исаков, Бог Јаков, Бог не е Бог на мртвите, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Бог е Бог на живите е Бог. На живите. Живите се оние кои имаат дух, кој ги води Духот Божји. И народот, слушајќи го тоа, се воскитуваше на неговата наука. Те сакам, Господи Исусе Христе. Најважната заповед. Други типови. Фарисеи. Квасот фарисејски. Пазете се од квасот фарисејски. Тој квас знаеш слово, цитираш Алинеја 2/3, стих тој, глава таа, овој кој му рече Мојсе, онај ниневејците, вака, така, кога чукнаа Мојсе, кога влегува по морето, Аврам кога рече. А не умееш да љубиш. А не умееш да простиш. А не умееш да не осудуваш. А не умееш он да зборува низ тебе, ти да замолчиш и да го оставиш стариот човек, да се крстиш со крстението кој Исус се крсти, да умреш на крстот, крвта твоја. Или крвта Исусова врз тебе. Крвта твоја, ако биде, ќе биде плач и крцкање со заби. Учителе, која заповед? Еден законник, кога фарисеите слушнаа дека ги замолчи садукеите, се собраа сите заедно. И еден од нив законник, искушувајќи го, запраша и рече: знаете, Исус е во храмот и потоа ќе замине од храмот. Завесата ќе се расцепи на две, но тоа ќе дојдеме до таа. Учителе, која заповед е најголема во законот? Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те љубам. И Исус му одговори: возлюби го Господа. Љуби, возлюби. Љуби, возлюби.
својот Бог со сето своје срце. Затоа зборува за свадба, кога ќе возлюбиш некого, страста гори, ти гориш во пламенот на љубовта. Тоа е телесна страст. Сега треба тоа да го разбереме во духовно ниво. Кога ќе се возлюбиш во Исус, ќе се заљубиш, вистински ќе се те преплави неговата љубов. Ти тогаш ќе бидеш дел од тој духовен свет, од љубовта која никогаш не престанува. Возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце, не е тоа физичко, со сета своја душа, душата не можете да ја фатите, со сиот свој разум, со сета своја сила, има, мислам, во Марко. Тоа е прва и најголема заповед. Да го љубиш Бог. Ако го сакаш Бог, кого не си го видел, тогаш мораш да го љубиш и братот твој кого си го видел. Кого си го видел, не го љубиш Бог кого не си го видел. Видете, суштината е како да научиш да љубиш, како да влезеш, да пребиваш во љубовта, како да се облечеш во љубов. Тоа е христијанството, сето друго се. Видете, поделени заедници. Втората е слична на неа, возлюби го својот ближан како себе си. Кога ќе ти биде жал дека твојот народ гине од незнаење, на тие две заповеди се држат законот и пророците. Што им правиш на другите, така ти се прави. Ако ги љубиш, и ти ќе бидеш љубен. Ако пребиваш во љубовта, ќе пребиваш во љубовта. Ако пребиваш во омразата, ќе ја жнееш омразата. Ако осудуваш, ќе бидеш осудуван. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече: што мислите за Христос, чиј син е тој? Еве го тоа идолопоклонство кон израелците. Пазете, да го љубиш Бог. Кој го љуби Бога, ги пази неговите заповеди. Неговите заповеди се љуби го својот ближан. Кога ќе видиш дека немаш доволно љубов кон некој близок или далечен, побарај помош. Исус е на помош. Исусе, дојди во моето срце, помогни ми да го љубам овој човек, како да постапам. Помогни ми да ги решам проблемите на работа, дома, на улица со грците, албанците, бугарите. Ги благословувам да им се отворат срцата. Грција да ги отвори границите, да им ги даде имотите на македонците, да ги признае македонци, да ги пушти да зборуваат. Се покајувам за гревовите на Антиох Епифан, што им ги правил на евреите, а сега што ни се прават нам на македонците. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече: што мислите за Христос, чиј син е тој? Тие му одговорија: Давидов. Видете, тој е интересен тип. Како може Исус да биде син на Давид? Кога тој е син на небесите? Тој вика син човечки, тој е моментално, привремено е син човечки. Но суштински е син Божји. Им рече, во кого пребива семокниот Бог. И тој е престолот. Исус е престол на небесата. Престол се Отецот и јагнето. Како тогаш Давид преку Духот го нарече Господ, велејки во еден псалм, му рече Господ на мојот Господ. Господ на Господ. Те сакам, Господе, седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите Твои по подножието на нозете Твои. Ние имаме земни идентитети, израелци и македонци кои се важни во Библијата, пишани. Прво израелците имаа завет, потоа македонците го повикаа Исус. Земни идентитети, после вавилонските јазици, поделени се јазиците. И ако Давид го нарече Господ, Исус има привремен земен идентитет кај еден народ, па отиде кај друг народ, кај своите кои го распнаа, кои 14 генерации по 3 имаа завет преку Аврама. И ја утнаа работата заради квасот фарисејски, дека мислат дека го знаат Словото. Знаат стихови, цитираат, а не доаѓате кај мене за да ви дадам живот вечен, да ве научам да љубите, вели Исус. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му биде син? Еве ти го прашањето. Така да секој култ идолопоклонство кон Израел и евреите, вавилонство, само на Исуса и на Отецот Небесен им се поклонувам. Се ова друго е плач и крцкање со заби. Камен на камен не ќе остане. Завесата се расцепи на две, се урна храмот. Храмовите се гробници на мртвата религија, идолопоклонство, вавилонство. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му е син? И никој не можеше да му одговори ни збор. Од тој ден никој веќе не се осмели да го праша: Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Во Јаков 1, 2, 3 се вели: да се радуваме кога ќе паднеме во разни искушенија.
Тоа е проверка на вера и создава трпеливост. Каква вера, каква трпеливост? Во што вера? Веруваш ли ти? Во Исуса? Во Исуса, чекај бе. Штом се случува тоа искушение, било како чувство, состојба, мисла, сооднос, искушение, телесна немоќ, вади го мечот на духот. Ова слово, фати се за некој стих и бори се. Спротиставете се со тврда вера, се вели. Живо слово Исус ни дава власт да газиме на змии и на скорпии и ништо нема да ни напакости. Тоа го повторуваат многумина. Лав и змеј да убивам во име Исусово и демони да изгонувам и мртви да воскреснувам. Исус ни дава сила и власт за тоа. Пазете, ако немаш сила и власт врз тие духовни паднати состојби, суштества, не си му ја предал на Исуса власта врз себе. За да имаш власт, да ти даде Исус власт, се предаваш во негова власт, властништво, во негова собственост. Си му ја дал власта врз тебе. Целата суштина, пишано е, блажен е оној човек кој издржува искушение. Му даваш власт. Он да владе, он да зборува, он да ги врши делата, неговата волја, го бараш царството Божјо. Блажени се е оној човек кој издржува искушение. Имаме радост и блаженство во искушението. Дали се радуваш во искушение? Потоа Јаков 1:12. Ќе бидеме проверени и испитани во верата кон Исус. Кога ќе дојде некоја состојба, дали си достоен во Исус или не си достоен, ќе бегаш, помош. Потоа добиваме нераспадлив венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат, на оние кои го љубат. Оние кои го љубат, ги вршат делата негови, остануваат достојни во него. И не заборавај, Бог не искушува. Јаков 1:13. Секого го искушува неговата похот, тоа што ти сакаш, што мислиш, желба, мисла, чувство, неговата волја, твојата волја. Јас мислам вака, не ми се свига тоа, не може тоа така. Не може тоа така, Господе, слушај, јас да ти кажам. Исусе на помош. Похотта зачнува во тебе и раѓа грев. Извршен грев раѓа смрт. Гордост, непослушност, непокорност кон Исус, непростување, осудување, лага, блудство, а ти тогаш повикај по Исуса. Исусе, спротистави се со името Исусово, име над секое име. Повторувај, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми и душа. Исусе, тебе ти припаѓам. Еве ти го срцето, умот, телото. Ти си мојот доктор. Исусе, не одам по вакцини, по ковиди, по болести. Исусе, мојот доктор. Исусе. Немој да соплеш, да викаш, да сопреш. Да мислиш, да чувствуваш и да го повикуваш Исусовото име. Исусе и пак Исусе, пишано е, покорете му се на Бога и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Но мораш прво да се покориш, Јаков 4:7, да се покориш, да му се покориш, да му ја предадеш власта, да ти даде власт, да примиш сила, да те учи како се љуби, он да зборува низ тебе, он да ги врши делата. Исусе, покажи ми што да покајам за да бидам исцелен. Исусе, покажи ми што да покајам за да бидам исцелен. Кога ќе те боли нешто, прашај вака и чекај, повторувај 100 пати. Тебе ти припаѓам, Исусе, прости ми, се покајувам за се и повторувај, Исусе и само Исусе, смилувај ми се, сине Давидов. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, те сакам, Исусе. Искушението е радост, блаженство е. Се спротиставуваш со тврда вера во Исус, со мечот на духот, со живото слово. Земи еден стих, нека оживее во твоето срце.
Почни да повторуваш Исусе, Исусе, и Духот нека те учи и води. И да те утеши, Духот утешител. Само тој може да те утеши од земните страданија и болки, кои се плод, кои се возвратен удар над степенот на твојата нељубов или на твоите предци. Духот утешител. Он утешува. Духот на вистината. Во него е вистината. Духот на љубовта. Духот на мудроста, и мудроста е љубовта. Духот на мирот. Светиот Дух да те освети. Водна бања во Словото. Исусе, 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 те љубам. Повторувај додека не се распламти пламенчето на љубовта во твоето срце, Духот на нашиот Татко кој ти давал живот, оти без тој Дух ти си мртво. Ти не си жив, ти си мртов кој ги погребува своите мртовци. За секогаш и само Исусе, те љубам Исусе, мојот Татко е љубов, луна не престанувам. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и овој ден беше и денес кај ги излеа овие живи слова. Сите оние што се болни, гладни, осамени, што имаат потреба на колена. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце. Се покајувам, Татко мој небесен, погрешив пред Тебе и пред небото. Исусе, дојди во моето срце, помогни ми, научи ме. Им простувам на сите. Им простувам. Не осудувам. Се покајувам за гревовите. За моите гревови, за гревовите на моите предци, се покајувам за гревовите на Антиох Епифан, македонецот кој го правел тоа на евреите. Се покајувам, прости му, не знам што правите. Молам да сопре проклетството, омразата. Господи Исусе Христе, го барам Царството Божјо и Твојата волја во мојот живот. Исцелување, бегајте од мене болки, болести и страдања. Мојот доктор Исус Христос, мојот Татко е семокниот Бог. За секогаш Исус нека слезе Духот пламенен, да ја изгори сета омраза, сета темнина да ја осветли и освети на македонскиот полуостров, грците, бугарите, албанците, србите, македонците, Босна, Хрватска, нагоре, сите, Словенија, да се измират, да се љубат, да си простат. Едно тело сме во Исуса, во еден дух да бидеме сите напоени. Сите сме деца на небесниот Татко, кој е љубов, која никогаш не престанува. Зошто тогаш ти немаш доволно љубов да го љубиш ближниот како себе си? Па затоа што Исус не си го примил во твоето срце. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ете, тоа е квасот фарисејски. Со умот мислиш вака, Исус така, цитираш, а во срцето, од срцето човечко излегува. Да го читаме тој стих. Те сакам, сето она треба да излезе. Блажени се чистите по срце. Да го чисти срцето и да му дозволиш Исус да живее. Зашто тие ќе го видат Исуса. Амин, до Божиот Царство Небесно. Небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам, ме научи сите да ги љубам како Ти, чеда Божи, сите сме во љубовта.